Добар ден од мене, јас сум професор Елена Маневска-Станојковска, наставник во СОУ гимназија Гоце Делчев во Куманово, наставник по италијански јазик се разбира. За денешниот час имаме за задача да ги разгледаме и лавори доместичи, значи домашните обврски и местиери ди каза. Оние најчестите со кои што најчесто се соочуваме секој ден во нашиот секојдневен живот. Еве сега уште од самиот прв слайд можеме да видиме прво кои се нашите ациони дела џорната, значи секојдневните работи кои што ги правиме секој ден. Guardare la TV, fare il bucato, stendere i panni, spolverare, pulire il pavimento, passare l'aspirapolvere, fare un pisolino, giocare con gli amici e lavorare. Значи, во нашиот секојдневен живот, во нашето секојдневие, во текот на еден ден, најчесто се среќаваме со следниве обврски. Гледање на телевизија, перење, постелање на алишта, чистење на прашина, чистење на подот, усисување со правосмукалката, одморање, играње со пријатели и работење. Сега, по-конкретно, работите кои што се работат дома, така наречените домашни работи, односно лаворе доместичи, ги имаме на следниот слайд, кои што се работи со кои што секојдневно се среќаваме и кои што постојано ги работиме дома, можеби не по овој редослед по кој што се дадени тука, но сепак, тоа се работите од нашето секојдневие. Stirare, fare il letto, gettare la spazzatura, fare la spesa, preparare la cena, исто така може да биде preparare il pranzo, preparare la colazione, зависи за кој оброк во текот на денот зборуваме, passare l'aspirapolvere, spolverare la casa, fare il bucato con la lavatrice, lavare i piatti, riordinare la tua stanza, lavare il pavimento e scaricare la lavastoviglie. Сега, од првиот слайд некои обврски се повторуваат овдека, бидејќи во текот на нашите секојдневни обврски се поклопуваат и некои обврски од домашните работи. Сега, поред што би значеле секој од овие поединечно. Stirare ви е пеглање. Fare il letto е местење на кревет. Gettare la spazzatura е изнесување на ѓубрето. Fare la spesa да се оди во набавка, да се купуваат намирници за дома. Preparare la cena е подготвување на вечера или, како што кажав, во зависност од тоа за кој оброк станува збор, може да биде и preparare la colazione, подготвување на поедок, и preparare il pranzo, подготвување на ручек. Passare l'aspirapolvere е да усисате нормално со правосмукалката, spolverare la casa е да ја исчистите прашината од вашиот дом, односно бришење на прашина, fare il bucato con la lavatrice, fare il bucato да перете, lavatrice машина за перење, lavare i piatti е да измиете садови, riordinare la tua stanza е да ја средиш твојата соба, lavare il pavimento е да го исчистите подот, да го изџогирате, и scaricare la lavastoviglie е да ја испразните машината за садови. Значи, лаватриче, машина за перење на алишта. Lavastoviglie, машина за миење на садови. Сега, ова ви се само дадени домашните обврски, значи уште еднаш ќе ги повториме. Stirare, fare il letto, gettare la spazzatura, fare la spesa, preparare la cena, il pranzo, la colazione, passare l'aspirapolvere, spolverare la casa, fare il bucato con la lavatrice, lavare i piatti, riordinare la tua stanza, lavare il pavimento, scaricare la lavastoviglie. Убаво прикажани со илустрации, значи секојдневните домашни обврски. Овдека, а исто така и на претходниот слайд кој што го видовте, значи guardare la TV како една од ациони della giornata, stendere i panni, постирање на алишта, како исто така една од секојдневните обврски, fare un pisolino, исто azione della giornata, да одмораш, да дремнеш,
giocare con gli amici и lavorare исто така. Сега, овие изрази сами по себе, кои што ги видовте во претходните два слайда, нели не значат ништо доколку не се употребени во една реченица, така да најчесто еве како изгледаат примерите кога станува збор за тоа како се употребуваат овие изрази кои што означуваат домашни обврски, како се употребуваат во една реченица. Io faccio il letto ogni mattina. Јас го местам креветот секое утро. Mia madre stira ogni domenica. Мојата мајка пегла секоја недела. Mio padre fa la spesa ogni settimana. Татко ми оди во набавка секоја недела. Facciamo il bucato ogni 3 giorni. Переме на секои 3 дена. Dopo ogni pasto laviamo i piatti. После секој оброк ги миеме садовите. Riordino la mia stanza ogni fine settimana. Секој викенд ја средувам мојата соба. Mio fratello passa con l'aspirapolvere ogni giorno. Мојот брат усисува со правосмукалката секој ден. Значи, ова се некои од основните примери како би требало да изгледа користењето на овие изрази кои што означуваат домашни обврски во една реченица. Како би изгледало тоа кога би го повржале во еден текст, во еден исказ, кој што вие би го искористиле за себе? Например, ogni mattina mi alzo alle 8 e faccio il letto. Dopo vado al lavoro e quando torno preparo il pranzo. Значи, во превод ова би било: секое утро се будам во 8 часот, го местам мојот кревет, одам на работа и кога ќе се вратам, подготвувам ручек. Dopo il pranzo, mio marito lava i piatti. После ручекот, мојот сопруг мие садови. Dopo riposiamo un po', потоа малку одмораме, e la sera stiro и навечер пеглам. Накратко, тоа би било се што е поврзано со домашните работи и домашните задачи кои што ги имаат членовите на едно семејство. Ви благодарам многу и се гледаме.